Почитувани, добар ден. Денес ќе ви презентираме нов скандал со кој што Зоран Заев им овозможува богатење на своите фирми. Веќе е познато дека фирмата Total Engineering, во собственост на братот на премиерот Зоран Заев, Вице Заев, прави бизнис тежок 4,5 милиони евра по принципот купи-продај земјиште во Струмичката касарна, на која сега градат згради. Истата оваа фирма сега добива уште еден вносен бизнис од државата. Имено, фирмата Total Engineering, во собственост на Вице Заев, пред само 2 недели, или поточно на 24 април, добила концесија за експлоатација на минерални суровини на локација во село Дукатино, општина Василево. Оваа концесија ја добива од владата на Зоран Заев. Значи, повторно, Заев му дава бизнис на Заев и на тој начин ја шират бизнис империјата како канцер во македонската економија. За да не биде до толку очигледно во јавноста, одлуката со која се избира фирмата во име на владата ја подпишува Оливер Спасовски како подпредседател. За оваа точка ниту владата информираше, ниту ја објави во јавност. Почитувани, ова е одлуката на владата на Зоран Заев, донесена на 24 април 2018 година, а објавена на страна 29 во Службен весник на Република Македонија број 78 на 2 мај. За да скандалот биде уште поголем, Зоран Заев повторно е фатен во лага. Имено, кога фирмата на неговиот брат Вице Заев, Total Engineering, се доведе во корелација со скандалот каде има сомнеж за превоз на јаглен во рек Битола, тогаш Заев изјави дека камионите и механизацијата која припаѓа на истата таа фирма донеле одлука да ја продадат. Истиот ден кога го кажа ова, во Службен весник е објавено дека фирмата Total Engineering добила концесија за ископ на глина. Да погледнеме. Навистина, јас сум член на семејството Заеви. Пред 2 месеци донесовме одлука да се продадат овие машини. Заради тоа што ако немат право да се јават на тендер, тие фирми веројатно немат право да работат никако подизведувачи во делот на тоа што е јавна дејност или јавни тендери или слично, и фирмата ги отуги овие машини. Јас знам дека тоа е направено пред долго време, гледам дека на 19.4 дури формално правно се отуѓани и булдожерите и она што се камионите, механизацијата комплетно. Премиерот Заев е повторно фатен во лага. Како може да ги проделе камионите и механизацијата, а истиот тој ден кога ја дава оваа изјава, фирмата на неговиот брат добива уште еден вносен бизнис за ископ на глина. Колку милиона евра ќе тежи новиот бизнис, кој пред неколку дена го добил Total Engineering директно од владата на Зоран Заев. Уште колку бизниси добиваат Заеви во исто време, додека Зоран Заев е премиер на Република Македонија. Дали обвинителството не гледа во ова сомнеж за криминал и злоупотреба на службената позиција? Ви благодарам.